Protivnik ќе биде Александро Коста од Србија. Поточно Госта, така е неговото презиме. Веселовски во првото коло го победи Николов од Македонија, во второто загуби од бугаринот Гази, додека Госта имаше еден настап и пораз од бугаринот Гази. Прва рунда, почеток на борбата меѓу Веселовски и Госта. Мирен почеток. Прв се обидува србинот, меѓутоа подготвува нешто нашиот борач. Одлична акција. 4 поени. За ова префрлање со голема амплитуда освојува 4 поени. Српскиот борач бара да биде прекината борбата за да се намести душекот. Ова е чест проблем во борењето, но поновите душеци не се такви, меѓутоа ние немаме пари за нови, па ги користиме години овие душеци што ги имаме. Госта мора да биде офанзивен, поактивен, ако сака да ја анулира предноста. Веселовски треба да биде внимателен и да води тактичка борба. Треба да чека момент, вака физички делува некако по-силно од противникот. Минува и втората минута од првата рунда, 4-0, водство на нашиот борач. Тука имаше малку и удирање од двете страни, па интервенира и судијата. Сега и делегатот ги опоменува, е Криков од Русија, заедно со Седник од Словенија, се главните фигури, личности испратени од Меѓународната федерација за комплетна контрола и реализација, би рекол, на македонскиот бисер. Тоа му доаѓа како оние делегати и супервизори на фудбалските или ракометните или кошаркарските надпревари. Мора контролата да доаѓа некаде од озгора. Уште неколку секунди и во последните моменти напаѓа и дали ќе освојува. Освојува 2 поена претходно, уште 2 за почетокот на онаа акција, вкупно имаше претходно 4, значи 6-0. Имаше една акција со голема амплитуда за 4 и сега 2, вкупно 6. Чекаше тактички, одлично ја водеше борбата. Еве видовте, еве го оној момент кога
за оваа акција, за ова префрлање на противникот, освои 4 поени, а еве сега и оние 2 во самата завршница од борбата. Мора да признаете дека реализацијата е супер, имате можност навистина се да видите. Па впрочем, овој пренос го реализира екипата на МОК, која е добро обучена за вакви преноси од спортски надпревари, каков што е и овој денешниот македонскиот бисер. Повторно проблеми со душекот и малку ќе причекаат борачите, еве ги сега влегуваат на бојното поле, би рекол, на арената. Втора рунда. Опомена за нашиот борач, бара поактивен да биде судијата. Вејселовски сега веројатно ќе чека налет за да контрира, а можеби и тој ќе се обиде нешто да направи, да изведе зафат. Црбинот госта, како да најавуваше напад и влез во нозете на Вејселовски, но не го стори тоа. Цело време како да чека шанса, но тврд орев има против себе. Сврсто делува Вејселовски и брзо реагира. Сега може да биде критично за нашиот борач. Освои први поен и госта за оваа акција, 2. Останува водството на нашиот репрезентативец од 6:2. Времето минува. Изминува 5-та минута, уште 1 минута до крајот на борбата. Дали ќе успее сега? Не успеа. Дали во вториот обид ќе успее сега да го подигне противникот? Се откажува од таа намера, се обидува сега со еден ненадеен зафат, 2 пати едно по друго, нешто како полуау. Фрајзер освои поени, поведува 8:2 Вејселовски. Добра акција, добро го изведе ова, бидејќи имаше 2 такви зафата едно по друго, доби 4 поени и води 10:2. Многу итро ја водеше борбата во оваа последна минута и сега веќе може комотно да го очекува крајот, но не комплетно да се опушти, затоа што се може да се случи, но што е сигурно треба да биде концентриран до крајот од борбата. Еве, крајот се наближува и тој стигнува до својата втора победа на турнирот. Вејселовски во првото коло го победи Николов, сега со 10:2 го совлада госта од Србија, а имаше само еден пораз од бугаринот Газ.